Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Долгови од околу 600.000 евра бележи локалната самоуправа на Кочани за обврските за бесплатен превоз на учениците. Иако се најавуваше дека со пренамената на средствата од оделни сметки ќе се покрива минусното салдо, се уште се чека на ефектот од таквата операција. Над 35 милиони и 500 илјади денари достигнаа долговите на основните и средните училишта во општина Кочани, само по основ на обврските за бесплатен превоз на учениците. Зголемувањето на минусното салдо се одвиваше во изминатите неколку години, со оглед што се доцнеше со плаќањето на услугите кон превозникот кој го реализира транспортот. Единствената причина поради која сметките на училиштата се уште не им се блокирани е што предпријатието не покренало судски тужби за наплата на побарувањата, па долговите книговодствено се книжат како неутужени обврски. Според доставените податоци од образовните установи, чии основач е општина Кочани, на крајот од 2016-та најголемо учество со околу 75% од долгот за превоз на учениците има средното општинско училиште Гошо Викентиев. Таму сумата што е прокнижена како обврска за оваа услуга достигнува над 27 милиони и 300 илјади денари. Долгот на другото средно училиште изнесува околу 10% од оваа сума, односно не е подмирена обврска од 2 милиони и 658 илјади денари. Останатите пари ги должат основните училишта, што во споредба со претходните две може да се смета за занемарлива задолженост. На крајот на минатата година беше речено дека локалната самоуправа планира големиот долг кон транспортното предпријатие да го решава со префрлање од една на друга ставка во буџетската сметка, како и со кратење на средствата за одредени редовни трошоци во работењето на образовните установи. Тогашните пресметки на финансиските служби во општината покажуваа дека на тој начин би се добиле околу 16 милиони денари за подмирување на обврските за превоз, а со дел од парите би се покривали и трошоците за тековната година. Дали ќе се постигне очекуваниот ефект од операцијата, ќе се знае по извештајот за работењето што училиштата ќе треба да го поднесат за првото тримесечие од оваа година. Инаку, според законските одредби, локалната самоуправа има обврска да обезбеди организиран бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2,5 километри од училиштето, при што со таквата можност се опфатени околу 1200 ученици кои се школуваат во 5 основни и 2 средни училишта во Кочани. Освен за учениците кои се жители на нашата општина, бесплатно се возат и ученици од Делчево, Берово, Виница, Пробиштип и другите помали општини во источниот дел на државата кои се школуваат кај нас. Источниот регион и во наредните 3 години ќе инвестира во унапредувањето на туризмот. Според најавите, тоа ќе биде еден од приоритетите во економскиот развој на локалните самоуправи, при што најмногу пари ќе се вложат во општините Кочани, Чешиново, Облешево, Виница и Берово. Источниот плански регион и 11 општини што се негови членки не се откажуваат од унапредувањето на туризмот како една од стратешките определби и можност за економски развој на овој географски дел од државата. Започнатите активности на тој план со изготвувањето на стратегијата за развој на туризмот во источниот регион со акциониот план за периодот од 2015 до 2024 година ќе продолжат и во наредните неколку години. Тие ќе се реализираат во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, што е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, а во која како партнер се јавува Центарот за развој на источниот плански регион. Според председателот на Советот на градоначалници од регионот, веќе се преземени конкретни чекори за реализација на проекти, што ќе бидат актуелни во наредниот 3-годишен период. Регионални проекти имаме ние повеќе. Ево сега е подпишана спогодбата со Швајцарската агенција за развој, каде што носител е источниот плански регион, каде што ќе имаме во делот на туризмот сите општини ќе бидат вклучени. Најповеќе ќе биде општината Кочани, Берово и општината Чиново, Блешево, со разни проекти кои што ќе бидат во наредните 3 години. Од вкупно предвидените над 180 милиони денари за равномерен регионален развој, сума што е на ниво на целата држава, за источниот регион се предвидени околу 12%. Од нив пак општините Кочани и Чешиново, Облешево добиваат заеднички околу 5,7 милиони денари. Виница околу 2,5 милиони денари за регулација на речното корито, а останатите пари подеднакво се наменети за проекти во општините Берово и Зрновци.
Инаку, оценка на стручните работилници во периодот кога се изготвуваше стратегијата за развој на туризмот е дека на источниот регион не му се потребни некакви центри за масовен туризам, затоа што така може да се направи повеќе штета или нарушување на природата, отколку што ќе има корист во смисла на туристички ефект. Градоначалникот Емил Дончев со демант на вчерашниот прес на општинската организација на СДСМ Виница. То се однесува до долгот на општина Виница. Јавно ве повикувам во понеделник да дојдете и да изберете медиум во одделението за финансии, да го погледаме она што сега ќе го дискутирам и да ја утврдиме веродостојноста на она што сега ќе биде кажано. Заклучно со 31.12.2009 година, кога ја презедовме локалната власт, вкупните обврски на општина Виница беа 58.544.000 денари 614. Од овие 17.757.384 се тековни обврски, а околу 40 милиони се утужени обврски. Овие 40 милиони, скоро 41 милион утужени обврски, да не презедовме мерка за деблокирање на општината, бидејќи тогаш општината беше блокирана, да не направивме план за деблокирање на општината, веќе следната година општина Виница ќе имаше плюс 5,5 милиони денари по основ на камати. Долгот спрем овие доверители остана уште 11.319.946 денари, односно долгот е спрема Елем и спрема АД Патагонија во стечај. Моменталниот долг на општина Виница изнесува 34.576.318 денари. Една препорака лично од мене, да излезете на терен, да ги осознаете проблемите на граѓаните и да дадете предлози за нивно решавање. Со лаги, манипулации и со закани. Повторно, со закани нема да ја добиете довербата на граѓаните. Тренд на намалување на кривичните дела за недозволено држање и тргување со оружје и распрскувачки материи регистрираат надлежните полициски служби во регионот. Од полицијата велат дека контролите на терен ќе продолжат и понатаму, за да се елиминираат опасностите за безбедноста на граѓаните. Лани имало релативно помал број регистрирани случаи на недозволено држење или тргување со оружје и распрскувачки материи во регионот, што е под надлежност на секторот за внатрешни работи. Поднесените кривични пријави против сторителите што биле откриени во најголем број се однесуваат за нелегално чување или препродажба на петарди и слични експлозивни направи, при што во одделни случаи биле вклучени и малолетни лица. Според надлежните полициски органи, со преземените мерки за санкционирање се влијаело за подобрување на безбедноста на граѓаните и намалување на можностите од несакани последици од употребата на распрскувачките материи. Трендот на намалување на регистрирани случаи на ваквиот вид криминалитет процентуално изнесува околу 1/4. Минатата 2016 година секторот за внатрешни работи Штип поднесе 14 кривични пријави за вкупно сторени 14 кривични дела за недозволено држење, тргување на оружје или други распрскувачки материи. Во споредба со минатата година, односно 2015 година, кога се поднесени вкупно 19 кривични пријави за сторени 19 кривични дела против исто толкав број на сторители. Помалиот број поднесени кривични пријави најверојатно не ја дава вистинската слика на терен, односно не значи дека се откриени сите нелегални случаи на држење и тргување со оружје и распрскувачки материи. Последната кривична пријава за слично дело беше поднесена на крајот на февруари, и тоа против 42 годишна жена од Кочани, кај која било откриено дека нелегално чувала над 1600 парчиња пиротехнички средства, наменети за забави и свечености, а што таа имала намера да ги препродава. Жител на село Бели се жали дека електричен столб што се наоѓа пред неговиот дом му оневозможува да ја користи гаражата за паркирање.
со помош на местната заедница од селото, бара од Евана дислоцирање на столбот. Електричен столб поставен пред домот на жител на село Бели му прави проблеми. Не може ниту да влегува со автомобил или трактор, ниту да излегува од гаражата. Бара надлежните од Евана да го дислоцираат електричниот столб, за да се овозможи влез и излез до куќата, зашто побара помош и од местната заедница на селото. Пуштал барање до Евана за ова бандера, што му е пред вратта, да се тргне. За неколку пати, дури 3 пати, и 2 барања има до општина Кочани. Евана не реагира. Има и барања до секојдневно до местната заедница. Пошто никој не реагира, пошто човекот не може да си влезе во влезот. Никакво возило да влезе. Има потреба да влезе трактор, камион, кола. Не може ни кола да се купи, пошто нема каде да остави. Треба да стои на улицата. И бараме од Евана да излезат во сусрет на терен, на човекот да му, на жителот наш, да му ја тргнат бандерата. Кога почнал да си ја прави куќата, му е кажал дека ќе ја тргне, ама уште до ден денес тоа не му се реализира. Од Евана ни пуштаме ги баре писмено, ни отидовме усно, викат само писмено. Од тоа писмено уште нема ништо. Од Евана вела дека такви случаи имаат околу 20 годишно и процедурата не е едноставна. Од пријавените на годишно ниво се решаваат само едва и 5 случаи, бидејќи останатите не може да ја платат изведбата, која што е прилично скапа. Инаку, електричните столбови се поставувани пред 40 години и затоа поместувањето оди тешко, а слични барања до Евана стигнуваат повеќе од урбаните средини, отколку од селата, велат од предпријатието. Органодарителство беше темата на едукативното предавање што по повод Светскиот ден на бубрегот се одржа во салата на Советот на општина Кочани. Целта е истакнување на значењето на бубрезите, како и да се запознае населението со можноста за дарување органи и ткива и нивна трансплантација. По повод одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот 9 март, во салата на Советот на општина Кочани се одржа едукативно предавање на тема органодарителство. Истото е во организација на Сдруженијето за бубрежно болни нефрон Огрнок Кочани, во соработка со општинската организација на Црвен крст Кочани. Целта на ова предавање е да се информира и едуцира населението за донирање на органи и ткива и трансплантација со цел да се позитивно сушност да се прифати од самото население овој начин на лекување на бубрежно болните. Предавач беше доктор Маријан Ефтимов, вработев во Центарот за диализа Кочани. На предавањето беше објаснето на теми околу органодарителството, односно кога една личност може да дарува органи и ткива, кои органи може да бидат донирани, каква е постапката за органодарителство, што треба да се направи доколку сака една личност да стане дарител и слично. На предавањето беше присутен и човек кој што веќе го искусил благодетот да му биде пресаден бубрек. 3 години и 8 месеца имам одено на диализа. 2000 имам испитување направено за кадаверична трансплантација да чекам на листа. 2014 година, март и април ги направив испитувањата и во септември, на 21 септември 2014 ми се јавија од нефрологија, доктор Галина, и ми кажа дали сакам да правам трансплантација. Јас си кажав дека сакам, но дека нема некој донор, потенцијален донор, орган фактички, бубрек додека некој не донира од починато лице, да чекам на листа за чекање. И таа ми извисти и вика дали ќе можете вечерва да дојдете и вика да направиме трансплантација. Јас си кажав добро, ќе се спремам и тргнувам за Скопје. Пошто кадаверична трансплантација не може да чека долго време, тоа се работи под хитна постапка и по брза постапка. Не можам да го опишам какво чувство беше, од радост, дека ќе дојдам до орган и ќе бидам пак исправен, здрав живот, нормален како сите други граѓани што се, исто и јас. Арсов порача на сите луѓе да не се плашат да се пишат како донатори, бидејќи на тој начин може да спасат нечиј живот. Откако 1 година беше стопирано, сега во Македонија повторно се извршува трансплантација на органи, согласно законот за земање делови од човечко тело заради лекување на друго лице.
Инаку по повод светскиот ден на бубрегот во трговскиот центар во Кочани беа поставени штандови на кои што волонтерите на Црвениот крст и представници од Центарот за дијализа Кочани, како и од Сдруженијето Нефрон, делеа флаери на граѓаните за заштита и превентива од бубрежни заболувања. Работилница на тема недискриминација се одржа со учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Организатор беше фондацијата Елена Лука, а целта е запознавање на учениците со поимот дискриминација. Фондацијата Елена Лука во рамки на својата програма за спречување на сите форми на насилство врз жените спроведува едукации за човекови права со младите на теми родот и родовата рамноправност, недискриминацијата и родово базираното насилство. Во рамки на првиот циклус на едукации за човекови права беа спроведени 30 на обуки со повеќе од 500 ученици од средните училишта и студенти во 10 општини. Во Кочани се одржа обука на тема недискриминација со учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Низ интерактивната работилница, низ вежби, ке можат и тие да ги гледат придобивките и всушност низ примери практични да водат всушност како и каде се случува дискриминацијата. Ставаме акцент на дискриминацијата која што често пати се случува на пазарот на трудот, кој што најчесто жртви се девојките. Исто така фаќаме теми на тоа да знаат дека дискриминацијата е законски регулирана, дека во Република Македонија постои закон за спречување од дискриминација. Исто така постојат и надлежни институции кои што се занимаваат со овој проблем. Крајната цел е да ги поттикнеме младите да во своите микро помали средини да делуваат во насока на спречување на овој негативен општествен феномен кој што пред се има последици за една личност, исто така има последици и за целата заедница. Работилницата има за цел да ги запознае учениците со поимот дискриминација, основи и форми на дискриминацијата, стереотипи, предрасуди, последици и надлежни институции кои што работат на полето на спречување на дискриминацијата. Сите едукации имаат цел да ги поттикнат учениците во своите средини да делуваат во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминацијата и спречување на родово базираното насилство. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани отворена изложба на дела од детската ликовна колонија Лазар Софијанов од Кратово. На колонијата учествуваа двајца ученици од Кочани кои сликаа на тема стара архитектура. Дела од 23-та меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софијанов, одржана минатата година во Кратово, се изложени во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Пред граѓаните на Кочани и љубителите на ликовната уметност, како и учесници на колонијата од Кочани, зборуваше Горан Ристовски, веде директор на Домот на културата Лазар Софијанов од Кратово, кој што воедно и ја прогласи изложбата за отворена. Темата на изложбата е стара архитектура. Имаме 13 дела на платно и 19 цртежи. Тоа се обично цртежи на деца до 18 годишна возраст, обично од основните и средните училишта. Колонијата ја преземаат повеќе градови, како Свети Николе, Струмица, Кочани и така низ цела Македонија се изложува во центрите да може да ја видат љубителите на ликовната уметност. Изложбата е реализирана во рамките на успешната соработка на Кочанската и Кратовската установа за култура. Ова колонија содржи една тематика која што се негува со години наназад. Тоа се тие стари куќи, стари мостови и стари улички во градот Кратово, кои што се изобилни и доста мотивирани за уметниците, за тие што ја создаваат ликовната уметност. Тоа се младите ученици од повеќе места, бидејќи е меѓународна, имаше учесници од Бугарија, од Србија, овде од Македонија, од повеќе градови, како што и нашиот град, односно мои ученици од училиштето за цртање и сликање, кои што се представија со своите таленти. На колонијата имаше и двајца учесници од Кочани, Бранко Манчев и Снежана Зашова. Мојот цртеж беше природа со камените мостови и други слични работи. Се највеќе портрети, пейзажи, мртва природа. Цртањето мене ме прави вид да бидам среќен, ќе не ми исполнува.
Се представив со цртеж, поточно со слика, во делот на кратовската архитектура. Искуството е прекрасно, споделив многу искуства, знаења во однос на уметноста, така запознав многу пријатели и би сакала повторно да учествувам на таква колонија. Од Центарот за култура Бели Мугли најавуваат и понатамошна соработка со Кратовскиот дом на култура, а следна активност на Кочанскиот центар е перформанс слика за градот Кучани од познатата уметница Ивана Младеновска од Казабланка, што ќе се одржи на 24 март. Следува информацијата од спортот. В сабота и недела ќе се играат редовните кола во фудбалските првенства, при што екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани е слободна, а Осогово во Свети Николе ќе се сретне со Овчеполе. Пинг-понгарите на Кочани ќе имаат 2 надпревари на домашен терен и на гостување во Битола. Викендов во првенството на првата фудбалска лига за жени ќе се одигра редовното 11-то коло, во кое според распоредот екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани е слободна. Поминато неделната победа во Велес против Борец, паузата за нашите девојки доаѓа во незгоден момент, со оглед на добриот почеток во пролетната сезона. Сепак, тоа ќе биде можност за девојчињата на тренерот Оливер Јовановски да добијат дополнителен период за подготовки пред престојните надпревари во продолжението од првенството. По паузирањето во ова, во следното 12-то коло што е закажано за 25 март, тие ќе гостуваат во Куманово против Речица. Во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани се наоѓа на 5-то место на табелата со 10 бода, колку што има и Велешки Борец. Во третата фудбалска лига пак, овој викенд ќе се одигра 18-тото коло, а фудбалерите на Осогово ќе гостуваат во Свети Николе против Овчеполе. Се работи за тежок меч, со оглед што Свети Николчани се меѓу кандидатите за пласман во врвот на табелата и за влез во второлигашкото друштво. Дополнителен предизвик за гостите од Кочани е и тоа што во есенскиот дел Овчеполе славеше победа од 2:1 на гостувањето на Никола Мантов. Меѓу жолтосините има подготвеност и желба за поволен резултат и продолжување на добрата серија од пролетниот дел. Во моментот Кочанскиот третолигаш со 33 бода се наоѓа на 4-то место, зад Каменица, Саса, Плачковица и Беласица. Во првенството на првата пинг-понгарска лига екипата на Кочани викендов ќе одигра 2 надпревари, од кои едниот од редовното второ, а другиот од одложеното прво пролетно коло. В сабота пинг-понгарите ќе бидат домакини на Борец тим од Велес, додека в недела ќе патуваат во Битола за да го одиграат за останатиот надпревар со Мултитекс ТБТ. И двете средби се важни за нашиот тим. Посебно тешко ќе биде гостувањето против Битолчани, со оглед што тие ќе се обидат да се реваншираат за поразот во Кочани во првото есенско коло, во кое нашата екипа победи со 5:1. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за петочното издание на вестите на Канал ВОС. Имајте пријатен викенд. Довидување.